Да се оди, да се чекори, да се трча, да се дише, да се живее. Во семејство со дете со аутизам, значи да се имаат уникатни вештини и капацитети со кои што се совладува секојдневието. Добар ден и добре дојдовте во подкастот Заедно за спектар на можности. Јас сум Ана Зафирова, а денеска моја соговорничка е Теодора Филиповиќ Бошковска. Мајка е на Димитар, тинејџер, со аутизам. На почетокот јас би сакала да ви се заблагодарам за поканата да бидете гостинка во нашиот подкаст и да позборуваме отворено за се она што значи живот со дете со аутизам. И пред се, за да може да дознаеме нешто повеќе, треба да ја разбереме на некој начин состојбата во која што се наоѓа детето. Треба да го прифатиме како такво и на некој начин потоа заеднички да се движиме низ сите животни предизвици. Но пред да зборуваме за Димитар и да зборуваме за искуството да се биде мајка на дете со аутизам, Теодора, јас сакам да дознам нешто повеќе за вас. Која сте вие, со што се бавите? Кој е вашиот идентитет покрај тоа што сте мајка на дете со аутизам? Па аутизмот не дојде најавен, не дојде со упатство, едноставно се случи. Без подготовка, никакви припреми. Инаку сум дипломиран фармацевт. И ете се случи својата професија да треба практично да ја применам за своето дете. Од еден обичен, нормален, регуларен живот се случи да детето добие конкретна диагноза. Не така одамна ја доби диагнозата, ако има 13 години. Меѓутоа, некаде од 3 годишна возраст знаевме дека нешто не е во ред со него. Се бараше каде е проблемот, се поминаа многу врати, многу диагностицирања, многу методи. Некако се природно, си течеше, се одвиваше без некои усилби. Меѓутоа, еве сега стигнавме до таму кај што сме. Димитар има 13 години, конечно доби диагноза високофункционален аутизам. И се трудиме сите да функционираме во ова наше секојдневие и општество најдобро што можеме. Како изгледа се применува професијата на сопственото дете? Па одеднаш суплементирањето добива сосема друг правец и друго значење. Недостатоците на витамини, минерали, кои претходно сме ги давале, можеби и паушално за велбинг, што би рекле, да се чувствувате добро кај него, значи нешто сосема друго. И добро што имав знаење, моќ и можност да можам да реагирам на време. Димитар е вашето прво дете и како што споминавте, не сте ни очекувале дека може да добиете такво прво дете со кое што ќе ви донесе. Да, немаме, мислам, ако се враќаме назад некој случај семеен немаме, за да би можеле да бидеме предострожни или да очекуваме дека ништо вакво би се случило. Меѓутоа епидемијата е таква каква што е, статистиките други ќе ги кажат, бројките како се и што се, за жал си е поголем бројот на деца кои се диагностицираат некаде во спектарот на аутизам. Но кога станавте свесни дека Димитар е аутист? Иако премалку споменавте дека на 3 годишна возраст веќе сте знаеле дека нешто се случува. Да, почнавме да бараме каде е проблемот. Некој стапување во развој беше, дури насоките од докторите беа има отстапување во развој, да видиме што го кочи развојот. Така тргна испитувањата. Еден доктор, друг доктор, втор доктор, трет доктор, едни испитувања, други, трети, различни методи. Меѓутоа, доброто од целата трка беше што се државме до основните насоки, редовен, интензивен логопедски и дефектолошки третман. Тоа не го прекинавме, значи, од 3 годишна возраст до ден денеска. И заедно со се останато, мислам дека тоа го даде резултатот да е Димитар денеска во состојба каква што е. Високофункционален аутизам би кажала. Ако треба да сумирам, значи 10 години сте трагале по одговорот. Што се случува со Димитар? И како и тоа изгледа? не бевме свесни, значи во почетокот треба време да се прифати, да прифати едниот родител, да прифати другиот родител. Во еден момент паѓа едниот, другиот го извлекува.
И добро и што беше така, за да имаме континуитет, да не се почувствува тоа врз состојбата на Димитар. Мислам дека имавме среќа што имавме добар тим од старт што го превзема детето, мултидисциплинарна работа, психолог, дефектолог, логопед, детски психијатар, кои не само што работеа со детето, работеа и со нас. И сето тоа спаѓа во рана диагностика на некој начин или рана превенција на состојбата на детето? Колку рано беше тоа? Ако до 3 години вие не сте го пресретнале? Па видете, ние на 2,5 години мислам дека почнавме да ги приметуваме првите проблеми и првиот регрес, да кажеме, претходно бил и под медицински надзор поради други здравствени причини кои сега веќе знам дека се коморбидитети на аутизмот, можеби да биле на време препознаени, би биле и ние повнимателни и здравствената фела во некои сфери и оштетувањето би било помалечко, меѓутоа тоа е што е. Како изгледаше тој период на трагање 10 години? Може да се вратите? Па првично реакциите беа од мојата мајка која е лекар и незините укажувања беа дека нешто не е како што треба, дали почна да реагира поинтензивно на джинглови, на реклами, да губи контакт со очи, постепено да го губи говорот. Јас бев мама, мами, ми, па никако. Еден период тотално се изгуби говорот и не бев никако. Потоа кој следуваше? Од кога таа вам ви посочи дека нешто се случува, што следуваше след? Па требаше јас да прифатам дека имаме проблем и дека треба да тргнеме од некаде. Некој да ја направи таа проценка и да каже да детето има проблем или нема проблем. И така тргна истражувањето. Каде да се оди, што да се прави. Се стигна до еден центар за рана диагностика и интервенција. Во Скопје? Во Скопје, каде што веќе спомнав, мултидисциплинарно се работи, се работеше и со нас. Требаше време и Димитар да ги прифати тие третмани, требаше време и ние сериозно да ги сватиме тие третмани дека прават разлика. И тоа траеше од негова 3 годишна па до 8 години. 3 пати неделно логопед, 3 пати неделно дефектолог и наизменично вклучување други терапевти. Значи неделната динамика на Од понеделник до сабота секој ден одреден третман. Така да дури еден период од психолозите беше советувано да не се претера, можеби да не му е многу, меѓутоа он си ги прифаќаше, соработуваше, работеше. Кога стигнавме во прво оделение, Димитар беше прваче која без проблем си ја следеше наставата, без проблем го издржуваше денот сите работни часови и мислам дека тоа беше еден голем успех. А како успевавте вие да се протнете низ таа динамика од понеделник до сабота секој ден на некаков третман? Па еден мораше да се повлече и да си ја преземе одговорноста и обврските околу Димитар. Мислам тоа бев јас, не дека беше договор или план, природно си дојде. А мислам и дека не бев неспособна во тоа време за друг ангажман, освен да му се посветам на детето. Тука доаѓаат и специјалните храни, безглутенските исхрани, поддршка или осуди од докторската фела дали треба или не. Видете, тоа било пред 10 години, сега се сосема други ставовите и веќе се официјално прифатени тие работи. А во тоа време беше на моја одговорност дали ќе се решам на детето да му направам рестрикции во исхраната и диети или не. Значи, Теодора фармацевтот тогаш била на пауза. Останала само Теодора мајката. Не, многу беше активна како фармацевт. Многу беше активна како фармацевт во, како што реков, практична примена на фармацијата. За своето дете. Да. И стигнуваме до фазата кога Димитар треба да појде на училиште. Така. Кога поаѓа Димитар на училиште? Па вака, ние од 5 годишна возраст вклучивме уште еден дефектолог, голема благодарности до неа, што доаѓаше дома дополнително секој ден и работеше со Димитар на едукацијата, на фината моторика, се она што требаше да го подготви за превача. Димитар тргна 1 година покасно, обично е таква практиката и реално рано беше на 6 годишна возраст да тргна на 7 години.
меѓутоа беше подготвен. Сега во училиштето, голема среќа, пак ќе кажам, никаде се поклопуваат звездите, имавме голема среќа да имаме фантастични наставнички. Двете наставнички кои од прво до трето одделение беше таа екипа, го прифатија Димитар, така фино го воведоа во тој цел едукативен процес, така фино го воведоа во социјалниот живот со дечињата, а од друга страна и голема среќа имавме и со дечињата, ние значи до ден денеска не сме имале ниту еден инцидент на училиште, ни една несакана случка, а знаеме дека ги има многу со дечињата со посебни потреби во наставниот процес. Можеби беше пак тоа до никаде и наша заслуга, затоа што од првата родителска бевме отворени со каков проблем се соочуваме, што да очекуваат од Димитар децата, што да очекуваат наставниците, што да очекуваат родителите и што ние очекуваме од нив. Можеби тоа беше така вин-вин ситуација зашто се истара, да кажам, смут тргањето на училиште. Димитар си има специјално подготвен образовен план, индивидуален образовен план, и оди на училиште со образовен асистент. Да. Образовен асистент доби никаде на крај на 4-то одделение, тогаш се вклучи во проектот и можам да кажам дека оваа година асистентот што го има Димитар, една фантастична девојка која успева од него да извлече се што другите до сега не успеа. Димитар прв пат беше на двудневна екскурзија со преспивање со другарчињата од училиште, без никаков проблем. Значи јас верував во него, знаев дека може, знаев дека ќе успеат и да се снајдат и дека ќе му биде убаво, меѓутоа скептици беа и наставниците. Асистентот не беше. Беше сигурна и си го познаваше веќе детето дека може да се справи со него. Така да и тоа е една убава приказна. Какво искуство беше екскурзијата на Димитар? И генерално, какво искуство му е на Димитар училиштето? Димитар сака да оди во училиште. На Димитар не му е товар училиштето. Јас имам и второ детенце кој е сега првача, кој е со типичен развој. Имам поголем проблем него да го седнам да работи, отколку Димитар. Димитар си ги има воспоставено работните навики, како што кажав, од 3 годишна возраст, и него тоа му е природно и нормално. Дека он во одреден период од денот треба да седне да работи, треба да учи. Значи Димитар се описмени, чита, пишува, основните математички операции ги владее. И сега, понатака, колку и како ќе постигне, се е бенефит. А екскурзијата, како се врати од екскурзијата? Од екскурзијата прво било проблем дека не сакал да се врати дома, дека сака екскурзијата да продолжи. И значи има географска ориентација фантастична. Екскурзијата беше во Дојран. Од тргањето од хотелот знаел дека оди дома и барал и од асистентот да му вети дека повторно ќе одат и дека ќе се повтори екскурзијата. А следното станување утредента беше ајде одиме повторно со автобусна екскурзија. Значи он се врати насмејан, среќен. Има и од некоја забава вечерта приредува, Димитар учествува. Значи јас го немам Димитар видено. Аутизмот си носи своји проблеми и ограничувања, меѓутоа Димитар беше во, така да речем, диско со гласна музика, со дичење околу него, во гужва и галама и уживаше. Тие што знаат што е аутизмот, ќе знаат што значи овој степен до каде он стигнат. Како стигнавте до вака високо функционален аутист? Дали раната интервенција го направи клучното? Да, ние тргнавме од тоа да не сака да влезе во центрите каде што работеа со него, до плачки и чикање јас пред врата дали да влезам и да си го земам детето, до тоа да он трча и да влезе и да почне да работи. Значи, работата не беше само едукација, туку и надминување на сензорните дефицити, кои дефинитивно со многу работа и со вежби се надминуваат. Барем во нашиот случај, не тврдам, секој дете си е посебна приказна. Меѓутоа, дека има подобрување, има.
Што се може Димитар сам? Димитар е самостоен во секојдневните активности. Димитар самостојно плива од 3 годишна возраст, самостојно скија од 4 годишна возраст, зашто морам да го пофалам татко му, тоа е негова лична заслуга и упорност. Меѓутоа, тие груби моторички вештини, он многу брзо си ги прифати и се усоврши. Фината моторика е проблем. На Димитар му е проблем, значи, се уште не е самостоен да го пуштиме да оди сам до училиште. Не е самостоен цел ден да остане во училиште. Може би бил кога ние би биле похрабри, меѓутоа, средината мислам дека не го дозволува тоа. Прашувам што се може сам, затоа што би сакала да дознам како изгледа еден ваш обичен ден. Вие сте сега и двајцата вработени родители, имате помало, Димитар има помал брат. Како изгледа денот на вашето семејство? Па претходно ви кажав што се значеше секој ден, какви трчанки од третмани од едно место на друго, до подготвување посебна храна која ни беше достапна во продавниците да се купи, до суплементарни терапии. Меѓутоа, сега веќе сме некако влезени во рутините и во шините, што би се рекло, и полесно функционираме. Меѓутоа сме и поорганизирани за да го надополни некој нашето отсуство кога не сме тука, да можеме ние или јас да се посветам и на професионален ангажман, на свој социјален живот и работа на себе. Би сакала тука да обрнам внимание и на родителите. Да, ќе ви треба време да стигнете до тој степен кога ќе бидете комотни да правите нешто друго освен обврските околу вашето дете. Меѓутоа морате да дојдете таму, за да може да се издржи цела во оваа трка наречена аутизм, која не е трка на кратки стази. Аутизмот е животот на детето и е маратон. Ќе стигнеме до таму каде сте вие сега, само ме испровоциравте. А што значат рутините за Димитар? Што значи востановени практики кои што ги прави? Рутините значат он да си знае денеска што му следува во денот и така полесно функционира. Знае кога треба да стане, кога да се подготви за на училиште, да го однесеме на училиште или асистентот ќе го превземе, до кога е на часови, точно знае кој ден му е, во колку часот му е доручекот, кога ќе оди на вендинг апаратот да си земе награда ако изработил како што треба, кога ќе се врати дома, што следува после. Сега тука е моментот, пак ќе кажам, асистентот е на училиште, меѓутоа часовите завршуваат околу 12 часот. Некој треба да го превземе и после 12 часот. Се трудиме таа личност повторно да биде некој стручно лице, кој во следните часови ќе може да работи нешто со него. Дали ќе е едукација, реедукација, други вежби, меѓутоа се трудиме, не е лесно сега да се најде дефектолог, логопед, меѓутоа се трудиме да е стручно лице. И колку тој процес ви го леснува неговиот живот, ами вашиот живот? Колку можете сега да си ги подредите работите? Секако дека го леснува. Знам дека е згрижен, додека јас завршам со работните обврски и го превземам. И секоја одстапување од рутините, дали асистентот на училиште утредента не може да дојде, или асистентот што треба да го превземе не може да дојде, нас не ремети во тие редовни рутини, мораме адхок решенија да бараме. Што не е секогаш едноставно и лесно. Никогаш викам цел HR тим ми треба за да се искоординираме и да го истераме денот. И повторно, значи, целата организација на денот е првенствено фокусирана на Димитара, потоа е второто дете во план, иако е тоа помало по сплетот. Да, тоа никако дали мораше само да се избори за местото и се наметна како такво. Меѓутоа сам си го најде местото и функционираме како што треба. Меѓутоа, како што кажав, треба голема организација. Фокус и организација. И како балансирате, како изгледа тоа? Почекај со брат ти да завршам, чекај сега јас сум наред како мајка, а потоа е татко ти? Да, он знае. Знае, малото знае како е редот, како ни функционираат работите. И добро е што се тоа ни е
воспоставено и природно доаѓаат работите. Не е наметнато, не е дека мора сега вака. И ако има отстапување, ќе се реорганизираме и ќе се снајдеме. Малото дете знае какво братче има. Знае. Знае, дури си има и во неговото обкружување, дали во градинка, дали на училиште, дичења со посебни потреби, и нашата работа беше да е он подготвен да им помогне и на тие дичења. И што значи помошта за тие дичења, колку на брат му значи помош од неговите соученици и останатите луѓе околу него. Да биде поемпатичен и колку што може да помогне. И како вие се сноѓате како родители во целиот тој контекст? Споменавте дека партнерскиот однос или она поддршка еден па друг сте си ја давале. Како да се одржи тоа на овој маратон со дете со аутизам? Па не е лесно. Не е лесно, многу семејства пукаат, многу бракови пукаат. Мислам, тој статистиките го кажуваат. Меѓутоа, ако се стави приоритетот, знаеш кој е приоритетот, секој отстапи чекор назад во интерес на детето и во интерес на семејството, може да се функционира. И го даде својот максимум, се разбира. Го разговарате гласно сето ова? Да, тоа го разговараме гласно од првите чекор. Видете, првиот пат кога ја добивме диагнозата дека Димитар е аутист, не се случи крах. Мислам, тоа е многу нормално и природно. Треба време да се случвака, да се прифати, да се види што значи тоа. Не е акутна состојба, сега во моментов трчаме на хитна и ќе се реши. Не требаше време да се прифати. И да созрееме, да се едуцираме и да почнеме да функционираме. Си го задржавте социјалниот круг? Пријателите имаат пријателите отвореност да го прифатат вас ние со дури вашето си дете? го проширивме социјалниот круг и имавме ситуации кога одиме, дали е зимување, дали е летување, често патуваме. На Димитар многу му годат патувањата, сака. И се случуваше ние да организираме и по 10 фамилии за зимување или за летување, со дичења, од прилика тука ни се дичењата, за Димитар да има друштво, за ние да имаме друштво. И така функциониравме со години. Сега веќе нели децата пораснаа, па малку се разидуваме. Секој си влече на своја страна и за своите потреби. Меѓутоа со години така функциониравме. Да, сега Димитар исто така е тинејџер. Да. Видете, сега имам простор и да го оставам, дали со член на семејството, дали со некој од неговите асистенти, да си се посветиме и на себе. Дури успеавме да си дозволиме и викенд да се истираме сами, тоа не се имаше случајно со години. А реално имаше период кога не ни беше до ништо од тоа. Добро, каков совет сега би им дале на родителите кои што имаат дете со аутизам? Од оваа дистанца, кога веќе рековте дека зад себе имате и викенд со партнерот, Да. и дека сте ги надминале препреките, имате второ дете кое што е отворено и свесно за својот брат? Па пред се би им кажала да си дадат време. Да си дадат време, да прифатат состојбата, да ги прифатат обврските кои ги имаат, да се едуцираат. Многу е битно да се едуцираат. Тие ќе бидат првите терапевти на своето дете. Тие ќе бидат најдобрите едукатори. Да, ќе се однесе третманот, трае, ќе заврши третманот, вие после тоа треба да продолжите да работите со детето и да примените се што е научено. Тоа е првичната работа. Би сакала да им порачам да не се расплинуваат многу по различни протоколи, одење надвор од Македонија. Не е аутизмот нешто што ќе отидеш некаде, ќе го прегледаат детето и тоа е тоа. Не, животот е тоа. Не ја губете енергијата и фокусот и не си додавајте дополнителни притисоци. Фокусирајте се на чекор по чекор. Во моментов тоа што може да се заврши, да се надмине, што сметате дека е најдобро за детето, тоа ќе го правите. Изберете си едукатори со кои вие се чувствувате комфортни и детето. Тие се малтене дел од семејството. Во секојдневна комуникација сте. Треба да ви е и на вас удобно со нив и на детето. И се разбира да им верувате. Добро, а од што не треба да се откаже родителот? Од себе. Прво не треба да се откаже од себе, од своите потреби, можеби да ги стави во мирување,
одреден период и да го даде својот максимум кај што е најпотребно во моментот. Меѓутоа, функционален родител, функционално семејство е она што е неопходно за да функционира и да се извлечат најголемите бенефити и за детето. Ова ми го кажувате од кога веќе Димитар е сосема самостоен. Дали овој одговор ќе го добиев пред 5 години или 7? Не, може би мене никој да ми ги дадеше овие насоки пред 10 години, немаше ни да ги слушнам, ни да ги прифатам, нити ќе знаев што значат. Меѓутоа сега, кога размислувам, би била благодарна доколку некој ме насочеше во кој правец да се движам. И да не се плашат дека тоа е нашиот најголем страв. Значи, во светот излегуваат нови протоколи, нови методи, нови диагностики, лекови, суплементација. Стравот дека ништо пропуштаме и не му овозможуваме доволно на детето е голем. Меѓутоа, она што не смееме да го пропуштиме е вниманието и љубовта која му ја даваме на своето дете. Може таа љубов и тоа внимание да биде цело време на високо и покрај сите искушенија? Љубовта да, вниманието може би не. Имаме еве второ дете дојде, фокусот нормално дека во тој период ќе оди на второто дете. Меѓутоа добро е да има некој што во тој момент ќе го превземе или кај нас се случи да го превземе Димитар, за да можам тој одреден период да се посветам и на второто дете. Пак ќе кажам, секоја приказна е уникатна, не значи тоа што функционира во едно семејство, ќе функционира и во друго. Треба да си пронајдете она што е за вас најдобро и кај што сте најкомотни да се движите во тоа поле. И што може ние сите да направиме кога веќе знаеме дека светот се статистички се соочува се повеќе со деца кои што имаат аутистичен спектар и се со атипичен развој? Каква инклузија посакуваме? Дали инклузијата е илузија денеска? Па не е илузија, меѓутоа не е на она ниво на кое ние засегнатите родители би сакале да биде. Мислам дека нашево општество, зборувам за средината, и не знае конкретно што е инклузија. Не е инклузијата да детето е во редовна настава и тука е, нека биде на час, не ми смета. Не е тоа инклузија. Не е инклузија детето да посети некој одреден настан, кај што останатата публика нема да биде свесна на неговите реакции, зашто во моментот ќе има некој тригер за одредена негова реакција. Тоа не е инклузија. Не е инклузија да организираме настан каде што ќе бидат само дечиња со аутизам или со посебни потреби. Инклузијата е општеството да им помогне дечињата со аутизам и со посебни потреби да функционираат во нивното опкружување, во нивната средина. Да не се изолираат. Ама каква е тука инклузијата од стручните лица, оние кои што диагностицираат, оние кои што потоа може да има возможност рехабилитација, третмани? Па почнува да се прават напори на тоа поле, меѓутоа треба време, треба едукација за сите, треба едукација за наставниот кадар, треба едукација за да тргнеме од педиатрите, семејните доктори, на време да се препознаат знаците и симптомите, на време да се упатат во одредена институција која што ќе го превземе детето. Кога ќе стигнеме до училиштата, едукација на наставниот кадар, што да очекуваат, што да бараат од тоа дете, кои се неговите потреби, како да се намалат тригерите за одредени реакции, како другите дечиња да го прифатат, како да се социализира, како да го направиме функционална единка во ова општество, што нели е целта за сите нас и најголем бенефит за општеството. Да се функционира самостојно колку што може, нели, согласно своите способности. Ако се вратиме наназад во овие 13 години, би измениле нешто во развојот на Димитар? Би сакале некои луѓе порано да ги сретневте? Или да добиете од некого насока и коментар, патоказ некаков порано?
Па секако, јас по овие години морав многу да се едуцирам, да читам. Сигурно ако го имав ова знаење пред 10 години, некои одлуки подруго ќе ги донесев. Меѓутоа, нема зошто уште со тоа да се оптеретуваме, тоа е што е. Можеме само да помогнеме на наследните нови генерации дечиња полесно да се изборат и да пренесеме некоја приказна успешна и што знаеме како функционира подобро да се примени во практика. Локалните искуства ви беа од помош. Меѓународните, дали успеавте на ни да се потпрете или пак што ве водеше најмногу? Па искрено да ви кажам, селективно прифаќав. Никако и се дистанцирав од сите тие групи на родители. Доволно ми беше мојот товар што го носев, не можев да превземам и дополнителни оптоварувања. И селектирав што ќе прифатам, што не. Не значи дека секогаш биле правилни одлуки, меѓутоа во тој момент сум мислела дека така треба да постапам. Дали Димитар е среќно дете? Па мислам дека тоа ни е најголемиот успех. Димитар е среќно дете, исполнето со љубов и на своите најблиски се обраќа со среќо моја. А дали вие сте среќно семејство со Димитар? Секако. И не можам да замислам дека би биле никако подруга. Колку вие овој маратон со пречки успеа да ве направи една уникатна заедница, семејна заедница? Па ние размислуваме на тој начин дека ние сме ништо уникатна заедница. Мислам дека и целта на овој разговор и зошто прифатив и воопшто еве да јавно да говорам е дека аутизмот е ништо што се случува. Аутизмот е секој невија, не доаѓа најавено, не доаѓа препорачано. Едноставно ќе се случи и кога ќе се случи, морате да живеете со него и да се борите најдобро што можете. Посакувам да го имате ентузијазмот за тој маратон, уште долго, а Димитар да успее да се запише во средно училиште, онаму каде што се уште системски немаме образовни асистенти. Така, тоа ќе го размислуваме следната година како ќе го решаваме. Благодарам. Јас сакав само да се заблагодарам на Фондацијата доктор Верица Механџевска, на Зеген и на маркетинг тимот на Зеген, што го препозна овој проблем, што препозна потребата да се направи нешто на полето на аутизмот и колку е актуелен овој проблем покажува масовноста и одзивот што го доби овој проект. Се покаже дека кај да загребеш, кај да чипнеш во врска со аутизмот, има многу што да се направи и како поединец, и како бизнес заедница и како општество. На овие 10 години трагање по одговор и барање и усовршување на Димитар за да биде денеска функционален аутист, што најмногу ви беше од корист? Кои информации, знаења и искуства ви го овозможи неговиот развој? Што беше она што даде значаен придонес? Интензивните третмани, логопедски, дефектолошки, психолошки, меѓутоа и биомедицинските третмани, кои за жал не се тука достапни за сите дечиња во Македонија. Големо олеснување за родителите би било да може да се скрати постапката на дијагностицирање, шетањето од институција во институција, од доктор до доктор, дали во Македонија, дали надвор од Македонија, дали под државна капа или во приватниот сектор. Доколку би постоела една институција каде што педијатарот и на првиот сомнеш би можел да го прати детето на проценка, на дијагностика, понатака доколку има потреба од третман и терапија, би било големо олеснување не само за родителите, туку и за детето. Во самата дијагноза и симптоми на аутизмот знаеме што значи секојдневни прегледи, промени од еден доктор на друг доктор. Кршење на тие рутини што ги зборувавме. Потоа,
носење на новините во светот, протоколите кои даваат резултати. Дали знаете за еден родител што значи да знаеш дека можеш нешто да направиш повеќе, а да не си во можност? Апел до докторите, значи она што е, се разбира, медицина базирана на докази, препознавање, третирање на коморбидитетите поврзани со аутизмот, имунодефициенциите, витаминските дефицити, минералните дефицити, ензимските дефицити. Сето тоа да може да се примени во еден унифициран протокол и на едно одредено место да се третира и да детето добие соодветен третман, што знаеме дека дава бенефити за самото дете. Колку моменталниот развој на Димитар е последица токму на тие ваши вложувања и на вашите информации и знаења што пред се вие како професионалец, како фармацевт сте ги имале, а потоа сте можеле да ги Не би прочитате можела соодветно? да дистанцирам дека ете одредена работа дала бенефит, затоа што се работеше одеднаш и едно со друго се надополнуваше. Тоа го приметува и неговите терапевти. Знаеме кога нешто е воведено, како реагирал, кога нешто е прекинато, како реагирал. Мултидисциплинарниот пристап тука е многу битен. Значи, од секаде да се добива инпут, што се случува со детето. Овие информации денеска и знаења ги споделувате со некој? Многу родители ме контактираат, меѓутоа знаете како одговорноста што си ја превземам за своето дете, не сум спремна да ја превземам на своја рака и за друго дете. Потребно е системот, државата да застанат позади овие дечиња. Се надам дека таква поддршка ќе добиваат семејствата во нашата земја од сите оние кои што ќе се почувствуваат дека можат да ја дадат, на некој начин да бидат високофункционални лица во нашава заедница и на нив да се смета. Се надевам и јас искрено. Благодарам многу за овој разговор. Благодарам за можноста да говорим.